Животот и градоначалничката функција носат и убави и лоши моменти. За жал, денеска присуствуваме на лош момент. Опожарени се 3 куќи, во кои што едната е целосно изгорена, втората не е толку опожарена колку што има штета од водата, од гаснењето на пожарот да не се прошири, третата е зафатена само една соба. Благодарение на брзата интервенција на противпожарната екипа, кој што, како што кажуваат мештаните, многу брзо стаселе, запрена е катастрофа, бидејќи овде е дел каде што се многу густо куќите и значи можело да биде опожарено цело мало. Домакинот на куќата кој што е изгорена, значи неговото семејство е комплетно изгорена куќата. Луѓето имаат изгубено цела покуќнина, значи од далишта, од облека, од постелнини, прибор за јадење и така натаму, обувки. Ја гледам, жената е во апостолки, значи со боси нозе. Мораме многу брзо да интервенираме и можеме максимално да помогнеме. Сите што можеме да помогнеме, да им се најдеме на овие луѓе во овој момент, секоја помош ќе биде добре дојдена. Им понудивме веднаш да ги сместиме некаде под кирија, да ја платиме ние киријата. Јас лично би ја платил киријата, меѓутоа луѓето ме одбија, рекоа дека ќе седат кај нивниот брат и ова ќе го расчистуваат, затоа мораме како општина многу брзо да делуваме. Се плашам дека ни доаѓа тешка зима и се плашам дека уште многу вакви немили настани ќе имаме. Затоа апелирам до сите граѓани многу внимателни да бидат со потрошувачката на струјата, особено да бидат внимателни во моменти кога ќе исклучуваат осигурачите и кога неодговорно и несовесно ќе се додаваат нови жички, нови лицни, а тоа значи сигурни пожари во нивните домови. За среќа овде ние немаме жртва. И тоа од целата несреќа ова е најголемата придобивка што немаме никакви жртви.